Ние имаме филмски работници одлични. Кога ви кажувам филмски работници, мислам на камера, на тон, на шминка, на гардероба, на сниматели, на организации, имаме и актери, много добри. Меѓутоа, сега, не знам, веројатно за да направиме што повеќе филмови, буџетот за филмовите се стесни, со филм се занимаваат многу повеќе луѓе на кои што им е место таму, ама на многумина и не им е место таму. Имаат некаква друга идеја и некоја друга желба. Се даваат некакви мали пари. Секој од нашите филмови мора да најде пари од надвор. Дали е тоа од некоја од соседните држави, тоа е по некој напишано правило, Србија, Словенија, Хрватска, но тешко ги наоѓа тие пари. И тие пари што ќе ги најде се толку мали да сакајќи да го направи филмот, влегува во тој продукт или во правење на филмот со намален буџет. Веднаш тоа предизвикува компромиси. А нашава работа, културата и уметноста не трпи компромиси. Тоа е само еден мал сегмент. Сега се појавија мангупи во нашиот филм или кинематографија, за кои што е доволно и тоа што се дава. Да кажеме, не знам, ако буџет за еден солиден филм во мое време, моето време беше кога ви кажав кое време, кога се знаеше буџетот на филм не може да биде по 2 милиони долари или 2 милиони евра сегашни. Меѓутоа и тогаш не се отстапуваше, не се правеа компромиси, туку државата имаше слух да секогаш кога ќе снема пари, ќе ти додаде за да го завршиш филмот. И така стана едни одлични филмови за кои што мене не ми е драго што го слушам тоа. Меѓутоа секој ден сега прикажуваат и стари филмови, нели? Секој ден ме среќаваат луѓе и викаат: па добро, зашто сега не се снимаат такви филмови? Говорам за Најдолгиот пат, за Среќна нова, за Тетовирање, тоа се вика. Тоа се филмови нормални, кои што ние ги работевме тогаш истите тие луѓе. Овие деца што работат сега на филм се наши деца. Они се учеле од нас. Ќе му дадеш 500.000 и каже да сними филм. И он сега треба да најде уште 500, а не наоѓа уште 500, него ќе најде уште 200. И сега, кога ви ги спомнав мангупите меѓу нашите редови во филмаджиите, таа мала цркавица, тој мал буџет ќе го преполови, па половина ќе стави у джеп, а ќе сними некој филм со 250-300.000 евра и прават премиери негде таму во Сан Себастијан, во Карлови Вари или не знам каде, и викаат премиера, многу успешна премиера на нашиот нов филм, а ти не си го видел. И никогаш нема ни да го видиш. Ја можам да ви избројам сега на со двете мои раце филмови кои што имале премиери надвор, ние не сме ги видели. А критика не постои и тоа е основен проблем кај нас. Не постои ни филмска, ни театарска критика. А критиката е докторот. Он ти кажува каква состојба е професијата со која што се занимаваш. Што е тоа што си произвел, дали вреди? Дали ја врши својата функција, дали или е само некоја тезга со која што неколку мина ќе се задоволат или дури некои ќе се обогатат. Ја ги знам. И знам, се среќавам за нив секој ден. И сега, ако кренеш глас, ако прозбориш, ако покажеш со прст или спомнеш некое име, готов си. Готов си, има да те снема веднаш, нема ни да знаеш од кого ќе те снема.
ја не се плашам, но гледам дека ме навредува таа ситуација во која што, ако се обидам да кажам нешто што е ова што ви го зборам сега, дека да спомнам некои работи што не чинат, веднаш се нафрлаат многумина од тие, тоа не е така, не. И сега ти влегуваш во некаква си расправија или некаква дебата за која што си сигурен дека ќе изгубиш, а си во прав, знаеш дека си во прав. И не можеш да го дочекаш времето кое ќе ти докаже, ќе докаже дека си бил во прав. И си викаш, чекај, ја имам уште малку време, може би месец, 2, 3, 5, нека биде ти 5 години. А да се расправам со тоа, не можам, бидејќи, како викаше мојот дедо, викаше, сега ми се живее најпоише. Постои една не кажал максима, нели, немој да живееш со актер или актерка, бидејќи како да живееш со двајца. Во смисла на кога спрема улога, он е тој. Не е оној со кого си решил да живееш, или да кажеме, не знам, јас сум Петар или Петре, и кога ќе го играм, не знам, Дон Кихот, правејќи ја таа улога, јас ги притискам домашните и почнувам да се однесувам како улогата. А тоа е мачење они мора да имат разбирање за тебе, па тоа што си нервозен, па тоа што учиш текст, па тоа што вежбаш, па тоа што си нервозен пред проба, па не знам, се ближе премиера, па и со сите тие притисоци и тензии ти правиш, можеби некогаш не сакајќи, а некој од нас и намерно го прават тоа, вршиш притисок на домашните и на сопругата и на децата да бидат внимателни кон тебе, бидејќи ти спремаш некоја улога. Тоа не ми се допаѓало и сум гледал да го одбегнам. Затоа ви кажувам дека улогите сум ги држал таму каде што се. Значи, ја можам да работам дома, меѓутоа не сакам никога да оптеретувам со тоа колку ми е тешко или колку ми е убаво или колку ми е големо задоволство. Тоа сум гледал да го сочувам во театар или на филм. Првите филмови, бидејќи се снима доста долго време, па дур се намести светло, па дур се намести тон, па дур тоа беше, сега е многу полесно со овие новиве техники. Многу се чекаше на филм. Нешто додем, ја бегав од снимање, па ќе си отидам дома, па после ќе ме бараат, па не знам, ми се закануваа моите драги режисери дека никогаш повеќе не кај него, него ни на еден друг филм нема да стапнам, па јас снимив 80 кусури играни филм. И кај истите тие кои што ми се закануваа, добивав главни улоги повторно. Така да, може би сум имал среќа, ама ако таа среќа се повторува со години, тогаш може би има и нешто повеќе. Мојата татковина, мојот живот е врзан за таа бивша држава. Се што се случуваше потоа, како да помина покрај мене. Знаете, тоа чувство кога сакате да одбегнете нешто за кое мислите дека ви носи непријатни моменти, несреќа, не ви се допаѓа, а сепак сте тука. Тоа е сепак ваша средина, тука е вашето семејство, вашите пријатели, вашата работа, а ништо од тоа не ви личи на добро, не ви дава надеж. Така да мислам, веројатно не е по наша вина, не е по вина на многумина политичари, но има голема нивна вина. Ова сегашнава не ми дава никаква надеж, ова сегашна, и не знам што ќе биде и како ќе биде. Неизвестно е. Има многу млади ни бегаат надвор.
вие знаете, не кажувам ништо ново. Не можам да останам равнодушен кон тоа, не можам да кажам дека да, сега е подобро, сега сме слободни. Не мислам дека сме слободни. И не мислам дека сме живееле у некој режим, јас го знам тоа. И сведоци сме, не само ја, на секојдневни реакции на луѓе и повозрастни, а сега се појавува и една млада генерација која што чезне и мечтае по тоа време или по некое слично време, каде што ќе бидеме заедно, каде што нема да биде важно кој е албанец, кој е македонец, кој е бугарин, кој е грк, кој е... Ние имавме еден пасош кој што беше почитуван во Кајро, го давам пасошот на рецепција и он го гледа и вика, а Тито, тоа беа среќни времиња, барем за мене. А сега не гледам баш многу среќни луѓе околу мене. Не ми се случило во последни 15, може би и повеќе години, некое друштво да запее во кафана. А тогаш тоа се случуваше секој ден. Се дружевме, никој никога не прашуваше колку пари има или од кое семејство е или не знам дали е доктор или е актер или е не знам инженер или е работник во железара и тоа не беше важно. Сега дојдовме во некои води кои што не ми се допаѓаат, не ми мириса на арнош, по возрастните, а жал ми е затоа што имам и деца, имам и внука, за која расте као печурка, расте, и за која знам дека утре ќе избега, ќе замине од овде. Како да се подготува за тоа, а не единствата, е цела генерација на млади деца кои што сега уште од својата 10-11 година се подготвуваат да заминат од овде. Одбегнувам да бидам тажен, меѓутоа секојдневието денес, особено денес, ме прави тажен. Не само тоа што се случува овде кај нас, туку и пошироко. Навистина сум тажен поради тоа што се случува во Газа, тажен сум поради тоа што се случува овде секој ден. Тажен сум поради неизвестноста во која ќе останат и моите деца, и моите внуци, и моите млади колеги. Ја не можам, они ме прашуваат кој совет би им дал, што би требало, како сум го врвел свој пат. Тоа не се споредува, ова време е друго време, ова е неизвестно време, време на изместени вредности. Како има една поговорка, вика, кога дрвото ќе го засадиш наопаку, коренот е горе, дното е горе. Така да кај нас има нешто што е наопаку и што треба да се смени од корен, а кога ќе биде тоа и дали воопшто ќе биде, јас не можам да ви дадам одговор, бидејќи јас сум на крај на патот. Ја играм 90 минута. Не ми е сеедно што ќе остане после мене. Еве, јас сега ви говорам дека сум имал известен среќен период. Некои може да кажат дека сум бил и успешен во својата кариера. Јас сметам дека сум бил успешен и во својот приватен живот. Не можам да се пожалам. Со една прекрасна професија, мислам дека е една од најубавите, успеав да изведам на пат и 2 деца, да создадам една фамилија за која што сметам, на која што се гордеам. А не знам дали тоа ќе, таква можност ќе се пружи на денешните мои млади колеги.